Благодарам, господине Мисовски. Почитувани колеги пратеници, почитувана заменичка министерка, еве и последниот ден од буџетската расправа за оваа година, 15-ти поред. Последен завршен и денес ќе се гласа буџетот. Министерката ја нема и тука морам да упатам на почеток веднаш критика за тоа. Но како и да е, ова е шести буџет или ребаланс на буџет кој што го креира и спроведува влада на СДСМ и целата коалиција, и одветените 6 до 8% раст на БДП, ветени пред изборите, еве на крајот мандат СДСМ тоа свое предизборно ветување не го исполнува. 3,4, 3,5, 3,8 се растови кои што оваа владеачка гарнитура не го ветуваше на граѓаните на Република Македонија. Се носи во период кога Република Македонија паѓа речиси на сите релевантни меѓународни институции кои што го ценат и ја ценат економијата во Република Македонија. Па така, на Doing Business листата Република Македонија веќе не расте како во времето на претходната власт, односно, или поточно, оваа година таа има паднато за цели 7 места. Што значи тоа да се падне на таа листа за 7 места? Веднаш може да даде одговор и бројот на странски инвестиции кои што оваа влада оваа година, па и претходните години ги донесе во Република Македонија. Јас ги повикував колегите од СДСМ да направат барем една или две инвестиции во Република Македонија кои што во овој период вработиле 1000 вработени. Таква инвестиција нема. Поразително за целокупната економија на нашата држава. Не можете да најдете флоскула неколку месеци и како да го дефинирате овој буџет за 2020 година, па рековте ќе инвестираме во човечки капитал. Замислете владата која што само пред 2 месеци со ребалансот на буџет скрати 34% од парите предвидени за образование во Република Македонија или за развој на образованието во Република Македонија, сега ќе вложува во човечки капитал. Владата која скрати 14 милиони евра за развој на образованието во Република Македонија, сега ќе вложува во човечки капитал. И кратевте по сите можни основи. Апсолутно по сите. Владата која за 3 години во делот на образование, односно гранката која што најмногу апсолутно делува на развој на човечкиот капитал, како што е образованието, не направи апсолутно ништо освен, еве ќе се извинам пред граѓаните на Република Македонија, донесе еден закон, старо нов закон, на темели од претходниот систем за високо образование, донесе закон за основно образование кој што само во некои 10% е различен од стариот закон и не знам зошто го означивте како или го назначивте како нов закон, требаше дополнение на стариот закон и работата ќе биде завршена и ништо, апсолутно ништо друго. Кога сме веќе кај законот за високо образование, еве јас ќе прашам, сигурно вие сте обезбедиле средства за тоа, ако не сте па кажете зошто не сте обезбедиле. Зошто не функционира Советот за акредитација? Замислете, 2 години како е донесен законот за високо образование, кој што требаше да донесе многу големи реформи во овој дел, каде што требаше некој од универзитетите во Република Македонија да ги вивне многу високо на Шангајската листа, а денес ги нема. Ги нема, не ги рангираат. Зошто не функционира или зошто не сте обезбедиле средства за, пример, Советот за акредитација, толку битна институција? Зошто не функционира Советот за евалуација? Зошто не функционира Националниот совет за високо образование и наука? Ова се работи што ги има во тој закон и кои што вети оваа влада дека ќе профункционираат и ќе дадат резултати. Ќе дадат резултати за подобрување на високото образование, за адаптирање на високото образование на потребите на трудот во Република Македонија, на бараните работни места. Ништо, апсолутно ништо од ова не се случи и сега ние велиме оваа влада решила пред изборите да вложува во човечкиот капитал. Да не зборувам за наука. Ветивте дека 50% ќе ги зголемите средствата за наука. Само со ребалансот ги намаливте за 17%. Ги намаливте. И сега, со вака намалени средства за образование од ребаланс, а тоа е голем услов за развој на човечкиот или влог во човечкиот капитал, вие влегувате и проектирате нов буџет, исто така со намалени ставки речиси во сите делови освен заплати во образованието. Значи имате мултиплицирано намалување на средствата за образование, за развој, велам, на
на образование, за развој на образовната инфраструктура, за развој на нови адаптирани наставни планови и програми, за усовршување на наставниците, за професионална ориентација на учениците, за отварање на така наречената математичка и информатичка гимназија, за развој на спортските академии кои што ги отвори претходната влада, за изградба на нови спортски сали, нови тениски игралишта, нови мултифункционални игралишта за фудбал, кошарка, ракомет и така натаму и така натаму. Еден немате изградено. Еден. Една спортска сала немате почнато да е изградено. Напротив, не ги одржувате ни тие што ги изгради претходната власт или било која претходна власт претходна. И ќе почнам поред. Еве, ако сакате, кога зборуваме за образование, сигурно го прочитавте и фактот дека според најновиот извештај на Светска банка, кој ги мери параметрите за човечки развој, Македонија е на 82-ро место со коефициент 0,759. И ова не е толку загрижувач како го сметаме како сува бројка. Работава е во тоа што во претходната година Република Македонија била на 81-во место, сега паднала за едно место, трендот е надолу, исто како кај бизнис, doing business, рангирањето на економиите во светот. Паѓаме на сите можни листи во однос на развој на човечкиот капитал. Исто сме на последно место во регионот. Нашите сегашно родени бебиња за 18 години, ако вака се продолжи со вакви влади, ќе бидеме последни во регионот кои што ќе поседуваат квалитетен човечки капитал. Затоа Петар Атанасов имаше доблест, знаеше дека сето тоа што го ветил пред граѓаните и ставил подпис на програмата со која што барал доверба од граѓаните, не може да ја исполни. И човекот, му честитаме сите за тоа, си даде оставка и не сакаше едноставно народски кажано да се брука пред сосвените граѓани, од кои што ја бараше довербата и ја доби таа доверба. Еве што велат граѓаните. Ова е се во контекст на вложуваме во човечки капитал. Мај 2019 година. Дали сметате дека образованието во Македонија е квалитетно? Да, 49,2%, не 46,3%. Замислете, од мај до ноември. Дали сметате дека образованието во Македонија е квалитетно? Да, велат, внимавајте, 44,8% и па ваков пат немало никогаш. А не 51,6%. Половина од граѓаните повеќе не веруваат во квалитетот на нашиот воспитно-образовен систем. Овај податок не може да го накалемите на претходните влади. На било која, не е битно, може би од ВМРО ДПМН и од СДСМ биле влади, не. Ова е период во кој што ова владеачка гарнитура, ова СДСМ практицирало власт, вие како министри, заменици министри за финансии, за образование, за наука и премиерот заедно со неговиот кабинет. Ова се запрепастувачки резултати и мислам дека таа флоскула вложувате во човечки капитал ќе ви се удри многу брзо од глава во наредниот период што доаѓа, а нема да биде долг. Велите дека инвестирате во човечки капитал, уште една меѓународна институција што ви кажува за вашиот влог во човечки капитал, тоа е Меѓународниот монетарен фонд, морам да цитирам. Вели вака, цитирам: ова би требало да се надополни со напори во насока на создавање, внимавајте, физички капитал со оглед на инфраструктурните јазови, како и за зајакнување, внимавајте, на човечкиот капитал со цел адресирање на недостатокот и несоодветноста на ова е човечки капитал. Внимавајте, вештините, вклучително и преку стручно образование и обука и поголемо користење на активни политики на пазарот на труд со кои се подобруваат, уште еднаш ќе повторам, вештините. Ова е проблем на македонскиот образовен систем. И тука требаше вие да инвестирате. Еве ќе ве прашам, зошто го прекинавте проектот за отварање на Академија за наставници? Разговаравме тогаш со министерот за образование. Вели да, тој проект ги укинеме, но ќе најдеме соодветни средства како да ги мотивираме наставниците да напредуваат во своите кариери и да се усовршуваат. Кај се тие средства? Еве 3 години гледаме, нема. Такви методи, начини, практики, светски искуства нема. А таа Академија за наставници, мене навистина ми е, ака народски кажано, криво што не е овдека министерката и со неа да продискутираме. Таа Академија за наставници точно тоа требаше да влијае на усовршување и на мотивирање на наставниот кадар во Република Македонија. Беше обмислена да во таа Академија предаваат врвни, домашни и стручни лица професори, но и стручни професори обучени точно во тие насоки од странство. Врвни експерти од Германија, Франција, Америка, Швајцарија, Финска.
Вие го стопиравте и не го продолживте, а ветивте, особено вие од ДУИ, ветивте дека тој проект ќе го продолжите. Ветивте дека ќе го продолжите. И сега на наставниците, на целиот образовен кадар, пред избори, замислете, 60 дена пред избори, се покачува платава. Добро, окей, и јас апелирам до сите нив, или до сите нас. Окей, ние ќе се ја земеме таа плата. Но на 12 април ние ќе процениме дали е тоа подкуп или не е подкуп. 60 дена пред избори да ја зголемуваш платата на наставниците. Во ред. А не требаше тоа. Требаше само кога ја зголемивте минималната плата да го почитувате колективниот договор и да ги почитувате законите за минимални плати кои што вие ги донесовте и работата ќе беше завршена. Никој немаше да биде изигран. Апсолутно ќе беа почитувани и законите, и авторитетот, и интегритетот на наставниот кадар во Република Македонија. И точно ќе видат колегите како тоа ќе се одрази на 12 април. Секој знае што значи 60 дена пред избори да му се зголеми неговиот личен доход. Еве го буџетот и еве ги кратењата кои што ги правите во однос на образованието. Нема апсолутна ставка каде што не кратите. Како ги мотивирате најдобрите основни и средни училишта? Еве го буџетот и вели вака: за најдобри основни училишта кратење 100% од средствата. Нема средства за најдобри основни училишта. Кратење за најдобри средни училишта 100%. Значи, ова се запрепастувачки информации за високо образование. Кратење 8% од буџетот. Мислам дека ако ова навистина се оствари, јас не знам како тоа вие ќе го браните влогот во човечки капитал. Ученичкиот стандард се намалува 34%. Парите за ученички стандард со буџетот за 2020 година се намалуваа за 34%. За наука, еве реков, 17% и да не оптеретувам јавноста со овие бројки. Сериозно загрижувачки беа вашите, или ветувачки поточно беа, вашите критики во делот на задолжувањата на претходната влада. Како Република Македонија да беше најзадолжената држава во Европа и во светот. Знаете и вие дека има многу позадолжени држави во Европа и во светот. Само пред 5 дена, граѓаните на Република Македонија ги задолживте со приближно 250 милиони евра. Значи со приближно 250 милиони евра. Па се задолжувате за се и се што. Дел од тие задолжувања за кои што сакам да зборувам. Вели вака: Република Македонија се задолжува кај кредитна банка за обнова и така натаму. 80 милиони евра. 80 милиони евра. Појдеме понатака. Република Македонија се задолжува со 20 милиони евра. Ова се случуваше во четвртокот на пленарна седница, гласаа колегите овдека. Па Република Македонија се задолжува со 68 милиони евра. Кој ќе ги враќа овие пари? Кој е вашиот сега кредибилитет за овие задолжувања? Претходните пратеници кога беа од СДСМ, кога беа во опозиција, за ова имаше специјални седници овдека. За ова се дебатираше по цели денови, цели ноќи. Во 250 милиони евра се задолжувате во еден ден. До сега за 3 години имате задолжено милиарда евра оваа држава. Ако сега го дополниме на тој клиничкиот центар со пола милиарда евра, јас не знам за толку кратко време која влада од комунизмот до сега ја задолжила Република Македонија. И кога сме веќе кај клиничкиот центар, дали уште стоите на ставот дека навистина ќе го градите тој клинички центар? Искрено ја прашувам. Пола милиарда евра. 3 години чекаме да најдете локација. Конечно ја најдовте. 3 години сега ќе чекаме проект, камен темелник и така натаму. А едно ќе ја прашам. Што ќе правите со прилично новите згради во стариот клинички центар? Еве со инфективна клиника, што ќе правите? Што ќе правите со гинеколошката клиника, која што исто така нова зграда? Што ќе правите со ургентниот центар? Исто така нова зграда, функционална зграда, со педиатрија, со кардиологија. Ќе ги будете ли? Не знам што ќе правите. И што ќе го правите тоа земјиште? Искрено ве прашуваме, ова се наши пари. Ова се пари на сите граѓани на Република Македонија. 500 милиони евра. Еве, јас ќе ви дадам еден предлог. Прифатете го претходниот предлог на претходната влада. Не е битно чија била идејата, зошто била и така натаму. Многу логички да размислиме. 100 милиона евра кошта тој проект. 100 милиона евра со целосно, темелна реконструкција, дури со нови згради, новој клинички центар, со топли ходници, со 5 влеза на клиничкиот центар, со хелиодром. А на останатите 400 милиони, ако веќе сте запнале да ги трошите,
Дајте ги потрошиме на едукација на овој кадар. Да има во тој клинички центар кој да работи, готово, отидоа лекарите. Замислете 400 милиони еври, да пратиме 100-200 наши најдобри студенти по медицина или најдобри лекари завршени на универзитетите во Хјустон, во Мајами, во Париз, во Берлин, во Лондон, во Рим и да дојдат тука како едуциран кадар да ја лечат нацијата. Размислете логично дали е пологично првото, вашето 500 милиони евра или овие 100 милиони евра со дополнителни средства за едукација на нашиот кадар, да има кој да не лечи во оваа држава. Внимавајте, јас знам дека е предизборие, дека еуфоријата е таква каква што е, но ќе мора да внимавате на интересот на граѓаните. Тие пари утре или задутре некоја влада, па макар и вие, треба да ги враќаат. Треба да ги враќаат. 2012 година, 24 декември, овдејка една опозиција велеше дека готово е, банкрот е државата. Ако тој буџет се донесе 2013 година, Република Македонија отиде во банкрот. 7 буџетски години поминаа тогаш. 7! Така ли, господине Мисовски? 7 буџетски години. Дали банкротираше оваа држава? А тоа се направи сериозна криза, доаѓа улеснувачи од цел свет. Не знам што ме прашувате. Знам само за таа година дека не изфрливте сите и наши граѓани. Дали банкротираше државата? Вашиот единствена тогаш причина беше дека не може да се донесе овој буџет, ќе банкротира државата. Направивте сериозна политичка криза. Сериозна политичка криза. Дали банкротираше? Со кој политички кредибилитет сега се обраќате кон граѓаните на Република Македонија? Не се ова смешни работи. Ова се вистини кризираше Република Македонија првата половина на 2013 година. Кризираше. И тоа се одрази на целокупниот и амбиент и стандард во кој живееа граѓаните на Република Македонија. Денеска актуелно е загадувањето. Јас навистина поминав од плоштад, но не најдов на овие маскиве за чист воздух. Интересно беше да се поделат овдека, затоа што целиот врв на СДСМ беше со тие маски пред 4 години. Прв услов велеше Дамјан Манчевски дека министерот почитуван само ВМРО да не е на власт, готово воздухот е чист. Која е сега тој кредибилитет? Сега Република Македонија, Скопје и останатите градови по загаденост се први во светот. Со Калкута, со Нью Делхи се змериме. И јас не велам дека од вас почна загадувањето, нити по со вас ќе заврши, нити по со ВМРО ДПМН. Но вие го искористивте за манипулација популистичка со сериозни флоскули кои што не одговараа на реалноста за политички цели. Ги манипулиравте чувствата и здравјето на граѓаните и еве до кај дојдовме. Утре бараме таа точка да биде прва на дневен ред. И заедно тука заеднички да донесеме заклучоци. Заклучоци донесени минатата година, ноември, декември месец. Ниеден од тие заклучок не се реализираше. Ниеден од Комисијата за транспорт и врски. Ниеден. 180 милиони евра собирате од граѓаните на основа на заштита на животната средина. 180 милиони евра, а инвестирате само 10% од нив. Кај се парите? Зошто ги зимате? Зошто ги собирате? 4 милиарди евра проектирате буџет. 4 милиарди евра. Еден ваш поддржувач предходен, сега исто ваш опозицион, мислам, критичар, вели, ова ми личи на еден воен буџет. Ама не е воен буџет, ова е предизборен буџет, а кога сме кај војните буџети, дури и во Втората светска војна, бидејќи кратите многу за образование, за култура, нема време да зборувам, бидејќи и таму кративте на сите ставки, ама апсолутно на сите. Вие кратите на образование и култура, еден познат премиер во Втората светска војна, поточно Винстон Черчил, при правењето на буџетот 42 и 3 година за Велика Британија, кога својот неговиот министер му реферирал, почитуван премиер, ние мора да кратиме заради војни цели на култура и на образование, знаете ли кој му бил одговор? Не, тоа не може да се скрати. Зошто му рекол министерот? Затоа што ако кратиме на културата наша и на образованието, што ќе браниме? Почитуван министре, што ќе браниме? Што ќе браниме? Вие може да ги освоите сега или да ги манипулирате граѓаните, наставниците, лекарите со овие зголемувања. Но што после тоа е прашањето? Што после тоа? Дали навистина вие сте сигурни дека одиме во вистински правец и дека навистина тоа е влог во човечкиот капитал? Тоа сакам да ве прашам. И искрено тука да проговориме, не е битно од партискиот дрес. Нашите деца живеат во оваа држава, децата нашите
соседи, роднини, пријатели, познаници, непознаници, нормално, определени, неопределени. Благодарам. И ние мораме со консензус некои работи да ги носиме во оваа држава. Ви благодарам. Благодарам. Реплика, пратеничка Дарта Точи Повеле. Gaspar